Добар ден, драги гледачи! Добродојдовте во македонската кујна. Денеска ќе покажеме нова рецепта како се прави бело месо од кокошка со сос или со макало и печурки во него. Овдека имам во ова болче 6 парчиња бело месо. Еве како што гледате, не се преголеми, не се многу мали. И за да го припремам месото прво, ќе му ставам малку масло, колку да го омекни малку. Потоа ќе му наросам ниту едно лажиче сол, малку црн пипер и исто така ќе стиснам помалку од половина лимун. Откако ќе се стават сите овие работи на месото, ќе си го измешаме вака убаво белото месо и ќе го оставиме 20 минути или пола саат да постои, колку да му влезат сите вкусови внатре од лимунот, солта, црната пипер и така натаму. И сега, откако ќе постои месото така приготвено, во еден голем тиган ќе ставам околу 3 до 4 лажици масло, колку да се покрие дното на тиганот. И тоа не е многу масло за 6 големи парчиња кокошка. Затоа што сигурно ќе јадат 4 луѓе најмалку. И еве сега тавата тука ми е згреана убаво. И кокошката, како што ја приготвивме порано, ќе ја извалкам малку во брашно и ќе си ја ставам во тавата да се пржи. И нема да ја пржам многу кокошката, само малку да се зацрви од двете страни, затоа што ќе продолжиме со готвење на кокошката во ревната. 3. И овој голем тиган собира точно 6 парчиња, така поголеми парчиња кокошково бело месо. Еве ги сите 6 ги извалкавме во брашно и ќе ги наредиме тука во тавата да се пржат. Јас обично ги пржам по 2 минути на двете страни, нема потреба да се пржи подолго време. И се разбира, секој пат кога се работи со кокошка, треба многу да се мијат рацете и се да се држи чисто, заради тоа што кокошката е многу чувствителна на бактерии. Еве овдека ми се пржи кокошката и пред да ја превртиме, само еднаш ја превртувам, треба да биде зацрвенато месото, значи треба уште малку, ќе почекаме. Секој пат со готвењето треба трпение, за да излезе како што треба, вкусно и убаво. И се разбира, ако го пржите месото во тава што не лепи, е подобро, затоа што во стејнлес стил тава може некој пат да ни се залепи ако не е доволно жешко маслото. После 2 минути, еве како што гледате, многу убаво се зацрви месото. Треба малку само да добие боја и да фати кора, затоа што на тој начин сокот од месото останува во внатре и не се суши. И оваа кокошка можете и утре да ја сервирате и нема да биде исушена, ќе биде сочна внатре, која ќе го исечите месото да го јадете, се разбира. И еве уште 2 минути ќе ја пржиме кокошката на другата страна и откако ќе се испржи, ќе си ја извадам и ќе си ја наредам во ова тавчето тука. Убаво е зацрвената. И сега треба да ставиме уште едно парче, ќе го собери овдека. Така, сега бидете внимателни, зашто тиганот е доста топал, да не изгорят следните работи што ќе ги ставам.
Prvo, vo maslenceto malku što je ostanato od kokoškata, znači ne dodavam drugo maslo, ќе го ставиме лукот, тука имам околу 3 чешниња, 3 до 4 чешниња лук може да ставите и сецкани. И се разбира, треба да се меша лукот вака, за да не изгори. И одма после тоа, ова малку брашненце што остана, што ја извалкавме кокошката, тука има една лажица брашно, ќе му ја ставиме со лукот и ќе го подпржиме малку брашното. Иако нема многу масло, не е ни важно, не сакаме да ја правиме манџата масна, ќе му додаваме постепено сега една кутија сок од кокошкина супа или тука како го викаат chicken stock. Ако си имате дома сварена кокошка, можете од сокот од кокошката сварена да додадите за оваа рецепта. Ако не, можете да употребувате од кутиче и се разбира треба убаво да се меша и брашното ќе се здебели. Во стариот крај кога немало многу месо, жените правеле макало вака со лукче, брашно и водичка и многу пати тоа јаделе, се разбира со додавање на некои зарзавати. Во некои места макалото го викаат шута чорба затоа што немало месо во него. Мајка ми го викаше макало, тука го викаат грейви или сос или како сакате. Значи за овој сос нема многу марифети, не треба кој знае шо да се става. Брашно малку, лукче и chicken stock. Сега, бидејќи јас сакам да има повеќе сос за да го покрие целото кокошкино месо, ќе додадам уште малку водичка. А пред да додадам водичката, ќе ставам едно кутиче печурки кои се добро истиснати од сокот. Причината што не ги ставам печурките со сок е затоа што во конзервата печурката има доста сол и не сакам да го направам многу солено јадењето. И како што гледате, еве вака убаво се запржуваат печурките и ќе ставам сега уште малку водичка, уште полоина кутиче од ова chicken stock кај што беше. Да дојди малку повеќе сос и ќе чекаме да зоврие уште еднаш. И се разбира, со готвењето овој сос се здебелува затоа што во него има брашно. Јас обично пред да ставам сол, малку ќе пробам. Мора малку да се проба, треба многу малку сол да се додади на ова нешто, не треба многу, ниту полоина лажиче. Затоа што во chicken stock имаше сол и исто така ќе ставам малку црна пипер. Не ставам во оваа рецепта црвена пипер. Еве како што гледате, многу убаво си вари сосчето и сега како што го гледате кокошката тука наредена во тавата, ќе ја полееме со сосчето, со печурки и вака ќе ги расшириме малку печурките. И оваа тава нема да ја покриеме, ќе ја ставиме како што е така, да се пече во шпоретот на 350, уште 20 минути, 15 до 20 минути, не треба повеќе. 15 минути е доволно, затоа што на белото месо не му треба многу готвење. И еве како што гледате, оваа тава ќе ја ставам во шпоретот, а ќе ја извадам готовата тава, каде што ни е направено кокошковото бело месо. И еве како изгледа. Многу убаво изгледа.
Ете се здебели убаво сошчето и е многу вкусно за јадење. До гледање, драги гледачи, до видување до следниот пат и пријатен ручек.